Наши гости денеска се представници од Средното општинско училиште Кузман Јосифовски Пит од Прилеп, познато како економско училиште, но ние ќе ја користиме оваа форма на Средно општинско училиште Кузман Јосифовски Питу со цел да ги запознаеме токму оние кои што идни средношколци кои што сакаат да се запишат во ова училиште. Наши гости се разбира професорот Билјана Марковска и учениците Кире Тенчевски и Александра Јосифовска. Добар ден, добре ни дојдовте во студиото. Патеме да кажеме и до сите оние кои што сакаат да се вклучат во програмата, може да не контактираат на нашиот телефонски број 076 894 524, ако сакаат нешто да прашаат или да пишат по коментар оно што сакаат и се интересираат, бидејќи одлуката веќе треба да биде донесена. Утре се веќе уписите Марковска. Ајде да видиме, одма да почнеме, зошто идните средношколци би го одбрале ова ваше училиште, Средното општинско училиште Кузман Јосифовски Пит. Добар ден уште наши од мене. Најпрво сакам да ви се заблагодарам што денески не поканивте и сте ваши гости во студиото, јас и моите ученици. Да ги поздравиме сите слушатели на Радио Пела и секако да ги поздравам нашите сегашни и идни ученици кои што би биле дел од нашиот тим од 1 септември. Зошто идните средношколци би го одбрале Средното општинско училиште Кузман Јосифовски Пит? Тоа е училиште кое денески постојано се модернизира, технички се надоградува, се стреми кон остварување на квалитетна и современа настава, каде што сепак акцентот се става на ученикот, на неговите индивидуални способности, за да може да се стекне со професионални знаења кои подосна може да се применат на пазарот на трудот. Нашиот училишен центар располага со квалитетен наставен кадар, кој што постојано се усовршува и го следи трендот на современите текови во образованието. Нашиот училишен центар е реновиран, имаме многу погодни услови за работа и изведување на наставата. Опремени сме со LCD телевизори, опремени сме со смарт табли, компјутери, се со цел модернизирање на наставата и олеснување на наставата и совладувањето на содржините кај учениците. Покрај ваквата опременост во нашиот училишен центар имаме и опремени кабинети по практична настава, каде што се опремени со компјутери и посебно значајно за нашата струка, софтвер за сметководство и за канцелариско работење. Имаме кабинети за информатика, каде учениците се стекнуваат со сите вештини и знаења од IT технологијата, кои што во денешните услови на работење се нормално неопходни да можат да ги поседуваат таквите вештини и знаења. Меѓутоа, што е она што е најзначајното, зошто идните наши ученици би го одбрале нашиот училишен центар, тоа се струката или сега во поново време од последните 3 години сектор економија, право и трговија. Во нашиот училишен центар имаме само една струка, еден сектор економија и право и трговија, а во рамките на овој сектор имаме поголем број на образовни профили. Најпрво би почнала со промовирање на економскиот техничар со зголемен обем на практична обука. Тоа е дуалната паралелка. Во оваа паралелка може да се запишат 25 ученици кои ги исполнуваат условите со минимум 60 бодови. И секако овие ученици кои што ќе дојдат да се запишат во оваа паралелка ќе ја изведуваат практичната обука во компаниите со кои нашиот училишен центар има склучено меморандуми за соработка. Тоа се реални компании кои што постојат во Прилеп или во околината на Прилеп, нели? Да, тоа се реални компании кои што екзистираат во нашиот град, во нашата околина. Тука училиштето склучи меморандум за соработка, тие ги отворија вратите за нашите ученици и од втора година учениците кои од 1 септември ќе се запишат токму во оваа паралелка ќе можат практичната обука, односно еден работен ден да обавуваат настава, учење преку работа, токму во овие реални компании. И голема благодарност до компаниите кои што одлучија да соработуваат со нас и да ги примат нашите ученици, теоретските знаења да можат практично да ги применат и да ги согледаат како се одвиваат работите во тој деловен свет. Карактеристично за оваа дуална паралелка, позната
исто така кај полуматурантите, е тоа што секој полуматурант кој што ќе се запише во дуалната паралелка има можност да аплицира за стипендија од 3500 денари месечно, 9 месеци во текот на наставната година. Значи тоа треба да биде покрај знаењата и практичните применливи вештини кои што ќе ги има, да биде и еден мотив плюс за запишување токму во оваа паралелка. Предходната година, значи имавме ваква дуална паралелка во соработка со реалните компании и сите 25 ученици добија стипендија и секако еден мотив беше плюс да учат уште повеќе да ги совладуваат вештините, знаењата за да можат да ги покажат во реалната компанија кога ќе дојде времето да учат учење преку работа наставен предмет. Покрај дуалната паралелка, исто така во нашиот училишен центар од 1 септември отворени се вратите и за уште една економска паралелка, економски техничар, класична паралелка, таа е во комбинација со бизнис администратор. Учениците кои што ќе се запишат во оваа паралелка, економски техничар, комбинирана со бизнис администратор, тоа се 34 ученици, треба минимум да имаат 60 бода, а по завршувањето на 4 годишното средно стручно образование, учениците ќе се стекнат со вештини и знаења кои што понатаму можат да ги применат на пазарот на трудот. Исто така ќе имаат еден добар темел, подготовка за оние кои што ќе одлучат своето образование да го продолжат понатаму на високото образование, односно да станат академски граѓани. Тука јас ќе напоменам само некои од знаењата со кои што би се стекнале учениците кои што би се запишале во овие економски техничар. Значи, економскиот техничар ќе се стекне за изработка на плановите кои што се неопходни за да може било која деловен субјект да функционира и да ги следи тие планови, да извршува и да истражува пазари, бидејќи знаеме дека колку е значајно истражувањето на пазарот, секој правен субјект, деловен субјект, основно му е да освојува што е можно поголем број на пазари, а нашите ученици токму ќе се стекнат со вакви знаења да вршат истражување на пазарот и да придонесат за проширување на продажбата на субјектот каде што ќе работат. Потоа ќе стекнат знаења кои се однесуваат за наплата, исплата, прием и предавање на пари и хартија од вредност. Ќе стекнат исто така знаења кои што се поврзани со наплата на побарувањата од деловните купувачи, исплата на обврските кои што ги имаат деловните субјекти, да пополнуваат образци кои што се согласно законската регулатива, значи мора да почитува секој правен субјект таа законска регулатива, да ги потполнуваат образците кои што се однесуваат на платниот промет, да изработуваат калкулации, да изготвуваат правни акти и тие правни акти да можат соодветно да ги архивираат во деловодникот за работа, да вршат евиденција на документите, да вршат евиденција на средствата, изворите на средствата, или тоа учениците ваквите знаења ги стекнуваат по предметот сметководство, познати како билансна состојба и биланс на успех. Тие мора да знаат да вршат евидентирање на приходите, расходите, да изработуваат извештај. Потоа исто така учениците во овој економски техничар ќе се стекнат со знаења кои што се поврзани со методите на пропагандата, промоција, учат, значи посебен наставен предмет кој што се однесува промоција, однесување со потрошувачите, како да се придобијат што е можно поголем број потрошувачи на одреден производ во соодветната фирма каде што ќе работат. Секако имаме и предмет информатика со кој што учениците ги оспособува да можат да ја користат информатичката технологија во компаниите каде по завршувањето на 4 годишното образование ќе работат. Мора да ги почитуваат законските прописи, законските стандарди, да комуницираат со клиентите. Ако значи нашите ученици исто така се стекнуваат со знаења кои што понатаму можат да продолжат и да работат како економски техничари, и тоа во банкарскиот сектор, можат да го вршат платниот промет во земјата, платен промет во странство, значи сите тие знаења ќе ги стекнат во нашето училиште, можат да вршат денарски, депозитни, кредитни работи на правните и физичките лица, потоа можат да вршат девизни, депозитни и кредитни работи на правни и физички лица, да вршат благајничко работење, трезорско работење и така натаму. Значи, нашите ученици кои што ќе се запишат во овие образовни профили може да се стекнат со знаења кои што понатаму тие знаења реално можат да ги применат во деловното работење. Тоа е професија, значи, која што му е потребна буквално на сите, односно на сите физички
И правни лица во секој случај, така би рекла, и има една широка лепеза на работи кои што треба да се извршуваат за правилно работење на фирмите, на банките и така натаму. Интересно е што може сето тоа да го научат во 4-годишното школување. Се разбира, ако се надополнати со академското образование, би било во полна форма да имаме обучен кадар од овој тип, кој што е баран на пазарот на трудот. Од областа на економијата, финансиите, правото, трговијата. Значи, нашите ученици би се стекнале со знаења кои што може да се применат во сите сфери од општественото работење. Значи, дали станува збор за мал или голем правен субјект, деловен субјект, мали предпријатија, дали станува збор за работа во јавниот сектор, во јавните предпријатија, дали станува збор за работа во болници, во судови, во војската, значи секаде нашите ученици наоѓаат примена, нивните знаења можат да ги искористат. Друга паралелка која што или образовен профил кој што нашето училиште го нуди е бизнис администраторот. Бизнис администраторот представува спој помеѓу економијата и правото. Значи оние кои сакаат да научат и поврзани работи и со бизнис, и со економија, и со право, тогаш може да се запишат во овој смер бизнис администратор. Посебно значи нешто што ќе се стекнат со знаење и искуства нашите ученици кои што ќе се запишат во овој профил е да знаат да евидентираат и да примаат пошта, дали тоа станува збор електронска пошта или пак пошта која што се прима преку услугите кои што ги нуди поштата, да заверува акти, значи тоа е многу битно, да води деловодник на работа, да знае да организира состаноци, да организира седници, деловни средби, преговори, фактички да биде помош на менаџерскиот тим, да ги ажурира и да ги податоците да врши, да составува фактури, да врши наплата на фактурите и секако најважно и овој бизнис администратор мора да изучува информатика за да знае да може да ја користи информатичката технологија која што секако е неопходна за да може да се обавуваат работите во секој правен субјект. Друг профил образовен кој што го нуди нашето училиште, тоа е правен техничар. Правен техничар во изминатите години е доста актуелен, значи тука станува збор за правници кои што ќе се стекнат со знаење за водење на евиденциони книги, подготвуваат и креираат, обликуваат секакви видови на правни акти, службени акти, поднесоци, покани, жалби, решенија, записници, пресуди и така натаму. Значи сето тоа нашите ученици го изучуваат во текот на 4-годишното образование и можат своите практични знаења да ги применат и да најдат примена доколку се вработат во некоја нотарска канцеларија, адвокатска канцеларија, можат да се вработат во матичната евиденција, можат, значи, му служи многу добра основа за продолжување на правниот факултет, бидејќи да бидат едни дипломирани правници, суди, адвокати и така натаму, нотари, извршители. Значи имаме една широка лепеза на занимања кои што може да се применат. Од ова година имаме еден нов образовен профил, тоа е техничар за електронска трговија и дигитален маркетинг. Она што е ново и актуелно сега. Да. Претходно, најверојатно, имајќи во предвид дека претходните 2 години поминавме еден период на пандемија кога сите се ограничувавме од контактите физички контакти со останатите лица, затоа можеби и правните субјекти решија дека еден од неопходно да се обучат учениците електронската трговија и дигиталниот маркетинг, односно да совладаат, да стекнат знаења кои што ќе бидат измеѓу поврзани информатичката технологија поврзана во спој со економијата и менаџментот. Значи сите оние полуматуранти кои што сметат дека се креативни, уживаат во работата со компјутерите, ова насока е дефинитивно за нив и ги повикувам да дојдат да бидат дел од нашето училиште. Во последно време реков дека се појавува ваквата потреба, кога се повеќе и повеќе се користат уредите, компјутерите, мобилните телефони, се повеќе се користи интернетот и да може дигиталниот маркетинг да се промовираат производите и услугите кои што ги нудат правните субјекти, секако да стекнат нашите ученици знаења за да можат да најдат практична примена токму во овие компании. Учениците кои што ќе се запишат во овој профил, техничар за електронска трговија и дигитален маркетинг,
можат да креираат, ќе научат фактички да креираат своја веб продавница. Сите сме сведоци на социјалните медиуми дека има такви веб продавници каде што може да се нарачуваат производи, директно да се плаќаат тие производи. Значи со овој профил учениците можат да знаат како се креира таква електронска продавница, како се врши електронска размена на залихите, односно да може да биде поврзано она што потрошувачите ќе го порачаат од таа електронска продавница, да се знае колкави се залихите на тие производи во магазините. Менаџери за дигитален маркетинг да ги промовираат, да ги искористуваат, значи сите можности кои што ги нуди маркетингот и секако тука ќе имаат зголемен обем на деловна информатика, каде што ќе научат и како да креираат веб дизајн, односно веб страна на секоја компанија. Покрај, значи, овие профили кои што ги наброив досега со 4 годишно траење или 4 годишно образование, во нашиот училишен центар има уште еден профил, тоа е продавач референт за продажни услуги и минимум бодовите кои што треба да ги имаат учениците за да се запишат во овој профил е 30 бода. Тука е референт за продажни услуги, да знае да врши прием, набавка на трговската стока која што е потребна во малопродажба, да може да работи во малопродажни објекти, да може да работи во трговија на големо, да може да ја следи стоката, залихите, колкави се, какви се, да води, значи, магазинска евиденција на стоката, да врши наплата на стоката и секако да дава извештај до менаџерскиот тим дали има потреба и какви се побарувачките од потрошувачите. Значи тука станува збор за ученици кои што имаат послабо образование, затоа реков дека може да се запишат со минимум 30 бода. Ми даде една прекрасна слика за она што и како нуди Средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу за идните средношколци, за деветоделенците. Верувам дека ова што го изнесовте ќе е добре до родителите, а и до деветоделенците, бидејќи навистина изборот на средното образование е клучно и важно за понатамошната професија или градење на една личност, бидејќи овие професии на некој начин се интересни, барани и се разбира се потребни на пазарот на трудот. Но јас би сакала сега во овој разговор да ги вклучиме и учениците кои што ќе ни раскажат како е да се биде дел од Средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу. Александра, ти си веќе трета година или заврши трета година? Завршив трета година. Добар ден на сите. Сакам да ве поздравам. Јас сум Александра Јосифовска, ученик од трета година. Веќе оваа година и четврта, од септември, и сум од струката економски техничар. Како е твоето искуство во ова училиште? Што ти остава најголем впечаток? Односно, да тргнеме од почеток, зошто ти донесе одлука да се запишеш во ова училиште? Пред се, мојата желба за економијата, љубовта кон економијата, финансиите, математиката и можностите во тоа време кои ги нудеше моето училиште. Денеска има уште поголеми можности. Јас се запишав во ова училиште и со искуствата кои ги имаe мои пријатели, роднини, стекнати во ова училиште, нивното задоволство, а и можностите кои ги нудеа, како например практичната настава која ја нуди моето училиште, посветеноста на професорите кон учениците и нивното знаење, надпреварите, програмите во кои учествува и некои слични работи, но сум многу задоволна од професорите кои се целосно посветени на нас и на нашето знаење, предностите кои ги имаме со практичната настава која ни ја нуди училиштето. Јас, мојата практична настава, пред се, сум премногу задоволна затоа што ја одвијам во сметководствено биро, во кое премногу научив и сето тоа ми помогна јас да се искачам на врвот на моето знаење и да знам многу повеќе од ученици кои од други училишта кои не одржуваат таква практична настава. И од прва година, иако немавме практична настава, нашите професори се трудеа преку стручните предмети ние повеќе практично да го научиме нештото кое што треба да го научиме, отколку со теорија.
Значи спојна теоријата и на практиката и баш сакам да го поставам прашањето каде одиш на пракса, дали обавуваш праксата, кажа дека одиш во некое сметководствено биро, што е многу важно. Би одела и во некој од производствените фирми и фабрики за да видиш како се одвива производството. Кај си сега на пракса, каде би одела? Во сметководствено биро Консалтинг Ристески и сакам да му се заблагодарам и на мојот професор по пракса што ме прати баш на тоа место, а исто така и на сметководителите од сметководственото биро, затоа што премногу научив и премногу ми требаше за да научам, но беа премногу посветени на мене и на моето знаење, што јас денес стварно многу повеќе имам научено отколку некои други ученици. Ние ќе му наплатиме на бирото за оваа реклама, но како и да е, Кире, ти си ученик од втора година, така? Да, сега ќе почнем со трета година. Здраво на сите. Јас Во кој смер си, во кој сектор си ти, во кој е твојата определба, освен во кој клас си? Јас сум во класов втора 6, економски техничар. Зошто беше определбата да се запишеш ти како економски техничар? Па јас се запишав поради јас имам фамилиарен бизнис и сметав дека училиштето ќе ме стручно ќе ме надогради и затоа и мисле дека беше точното училиште да го изберам и сигурен сум дека е. Покрај тоа што како ученици велите дека професорите ви помагаат во однос на сите тешкоти да ги пребродите и комуникацијата со професорите е одлична, што е исто така многу важно. Би те прашала дали има можност, например, училиштето, дали има програми кои што ги спреќа учениците надвор од ова формално образование, дали имате можност да одите во други земји, да запознавате други култури, пред се и други начини на работа на ова што ви го изучувате. Имаш ли појдено ти некаде? Да, има проект, се вика Erasmus+, европска невладина организација, мислам дека е. И со оваа организација сите членки што се држави на таа организација си испраќаат ученици во други држави, пример Ти каде беше сега? Јас бев сега во Атина и како тоа е искуство таму, што учевте? Учевме за маркетинг, за дигитален и традиционален. Имавме практично и теорија, практични теорија и сметам дека научивме многу работи кои ќе ни помогнат во иднината, поврзано со маркетингот. Професорите беа со одлично знаење за тоа што го предаваа. Работиш ли социјален маркетинг? Речи имате приватна фирма, семеен бизнис и помагаш на родителите околу тоа како да го продадат производот и услугите со кои што се заменувате. Не спомнувај никаде, ти ви не плаќа. Се шегувам. Значи, во секој случај има ли можност, например, да се примени, да биде применливо она што ти го знаеш од средното општинско? Да, секако дека има. Не уча за пример за страница создавање. За објавување во весници, за објавување какви слики можете на Инстаграм, Фејсбук и други социјални мрежи. И ни го кажуваат тоа, пример, каква слика, што да има во сликата. Верувам дека има уште многу да се научи со оглед на тоа што ти беше втора година, сега ќе видиш трета. Веќе уписите се во текот на утрешниот ден 14 и 15 професорке. Како ќе се одвиваат уписите, бидејќи оваа година има и новитет во рамките на нештото, ќе се надоврзиме за овие програми поврзани со неформалното образование и можноста учениците да се вклучуваат во одредени програми кои што ги нуди Европската унија за дообразување и поквалитетно образување на учениците, но ајде да потсетиме токму за ова што е многу битно и важно во текот на утрешниот ден, бидејќи еден упис е рок, повеќе пати ќе се запишуваат учениците, но важно е како ќе се запишуваат, бидејќи оваа година е новитет. Уписот во средно образование, значи конкретно за нашето училиште, мада и за сите средни стручни училишта, ќе се одвива годинава за прв пат по новитет во електронски. Министерството за образование и наука креираше свој портал преку порталот e-услуги. Значи на страната e-услуги.mon.gov.mk учениците можат да полуматурантите можат да креираат свој
свое корисничко име, користејќи го корисничкото име кој што го имаат преку SchoolsMK. Она е платформата со која што учениците за време на пандемијата ја користеа за убавување на онлайн наставата. Треба прво да се најават на таа електронска услуга, после преку најавата треба да ги внесат своите податоци, исто така треба да ги скенираат потребните документи, да ги прикачат и да ги внесат оценките кои што ги имаат стекнато во текот на 4-годишното образование во нивното основно образование. Меѓутоа тука ги повикувам сите полуматуранти кои што од било која причина не се во можност или немаат доволно опрема и техника, технологија за да можат да го направат електронскиот упис, да дојдат во нашето училиште. Ние како професори, тимот кој што е задолжен за прием на документите за упис во прва година, ќе му помогнеме, ќе ги скенираме тие документи, ќе ја потполниме апликацијата, потребната потврда која што треба да ја напечатат, ќе ја напечатиме во нашето училиште. Значи, мислам дека од 10 веќе е активна оваа услуга и сите полуматуранти можат веќе да си ги внесуваат своите податоци на електронската услуга. Услугата ќе биде активна, мислам, до 15 јуни. На 16 јуни ќе треба да имаат да има прелиминарни резултати за сите ученици кои што се пријавили и кои што ги исполнуваат условите, а после следи 2 дена период кога 16 и 17 треба во хартиена форма да ги достават документите во нашето училиште. Значи ние како наставници, како професори ќе бидеме присутни во училиштето, ќе ги прифатиме идните наши ученици, ќе му помогнеме се што е потребно околу уписот во прва година и на 18 јуни треба да има конечни резултати од учениците кои што се примени во сите средни училишта и таквата конечна листа ќе биде објавена и на веб страната на Министерството за образование и наука. Потоа следуваат уште 2 уписни рока. Значи сега точно не се сеќавам на датумите, 22, потоа следува прелиминарни, така следуваат прелиминарните резултати, па конечните резултати, доставување на документи. Меѓутоа сето тоа е објавено на нашата веб страна и Facebook страната кој што полуматурантите можат да ја посетат, да ги видат сите активности кои што ги има нашето училиште, патувањата кои што ги имаат учениците, да видат како тие таму учат, работат, размена искуства, стекнуваат нови пријателства. Меѓутоа тука треба да кажам дека нашето училиште не е само со еден Еразмус проект, во тек се 6 активни Еразмус проекти, каде што нашите ученици посетија голем број на држави, стекнаја нови искуства, нови знаења, нови пријателства, кои секако понатаму ќе му допринесат многу повеќе во развојот на својата личност и до усовршување на своите знаења, не само од областа на економијата, туку и од областа на целокупното општествено живење. Бидејќи името на нашето училиште е добро познато помеѓу европските училишта, бидејќи заедно со нив креираме, создаваме, учиме и се дружиме во заедничките проекти кои што успешно се реализираат. Тука исто така ќе се надоврзам на Кире, кој што беше 2 недели, 14 дена во Атина преку проект од Еразмус плюс програмата. На тој проект учениците добиваат Европас сертификат. Тој Европас сертификат укажува какви се вештини знаења стекнуваат за тие 2 недели кои што учениците биле таму на предавањата и ги совладали. И на сите други патувања кои што беа учениците, значи станува збор за поголем број на ученици. Само ќе напоменам дека во последниот период во нашето училиште на Еразмус проект беа ученици во Газиантеп во Турција, беа во Истанбул, исто во Република Турција, беа во Будимпешта, Унгарија, беа во Романија, во Бреаза, уште една во Пашкани, беа во Романија, беа во Сомбор, Република Србија, беа неколку пати во Италија, значи не можам да ги запамтам. Сите ученици имаат можност да патуваат, имаат можност да се запознаваат со и да стекнуваат искуство онаму каде што се проектните активности или мрежувањето на вашето училиште со останатите училишта.
Има ли некакви услови, јас да прашам? Овој за тие патувања? изминат период главен услов беше имајќи пандемијата која што го зафати целиот свет, па и нашата држава, требаше учениците пред се да бидат вакцинирани. Првиот критериум кој што треба да го исполнуваат е да имаат вакцина. Сите тие кои што беа вакцинирани ја искористија таа прилика и појдоа на патување, некои повеќе од еден пат појдоа, меѓутоа на основен услов за да може да се обавува патувањето пред се е да станува збор за примерен ученик. Ученик со одлично познавање на англиски јазик, ученик со добри комуникацијски вештини, кој што ќе го представи нашето, не само нашето училиште, сепак тој таму ја представува и нашиот град, нашата држава, нашето образование, целокупниот наш систем. А Кире ќе ни кажеш дали овие ученици кои што дали во твојата група имаш ученици кои што помалку го познаваат англискиот јазик и пренесувате ли искуствата кога ќе се вратите од некакво такво патување на другите ученици, одите ли во другите класови па му кажувате, се презентирате, кажувате, бидејќи знаењето е убаво да се пренеси, нели? Како е искуството твое? Има ли ученици кои што помалку знаат англиски, а биле присутни некаде? Да, секогаш има такви ученици, но никогаш не е проблем, бидејќи ние можеме да се разбериме, си преведуваме. Никогаш не било проблем, никогаш нема да биде проблем. Секако дека ги презентираме работите што ги научивме за време на проектот во другите класови. И тоа е целта, да биде да се да сватат сите. Александра, да си била ли ти на некој од овие неформални средби или надвор од овој образовен систем? Верувам дека некаде си посетила или како е твоето преку искуство? Еразмус плюс не, ама преку коалиција сега бев во Стругана 8-дневна размена со ученици од Република Србија. И какви се твоите искуства кога станува збор за такви едни контакти, покрај тоа што се дружите, што учите друга култура, има ли размена и нови искуства околу образованието, како е кај вас, како е кај нас и така натаму? Па да, тогаш стекнавме многу нови пријателства, се запознавме во културите, традициите кои ги имаме, начинот на учење, на комуникација, различни правевме различни проекти, се надоврзувавме едни со други. Така, убаво е да се надополнувате и да осознавате нови култури, а и нови начини на функционирање во образовниот систем. Како и да е, дали ти, кажа на почетокот дека по препорака на твои пријателки или од твоите роднини или така, предпоставувам, си донесла одлука да се запишеш во ова училиште, бидејќи имале пофални зборови за квалитетот на образованието, за односот професор-ученик, за условите за работа што ги спомна професорката на почетокот, значи исто така се клучни и важни, да имате алатки за да може да се работи, бидејќи навистина ви треба вас дигитална техника и можности за да се запознавате со сите нови случувања поврзани со економијата, со правото и со социјалниот маркетинг и продажба. Дали ти би му препорачала, те прашуваате сега овие идни деветоделенци, како е таму во твоето училиште? Да, мојата одлука и ден денеска никогаш, мислам, не беше погрешна. И денеска да треба да се запишам, ќе ја направам истата одлука. Нашето училиште има професори кои што се посветени, има настава од која многу можеме да научиме, стручни кадри кои се многу платени, имаме современа настава над превари во кои учествуваме и добиваме многу награди кои се ценети во иднина, сертификати и на секој би му го препорачала нашето училиште. Не прашањето дали некој те прашал од овие деветоделенци како е таму, па ти му објаснуваш како е во твоето училиште. Имаш ли такви примери? Многу и најчесто на ученици кои што не се добри во математика, нашето училиште е познато по математика, само ќе ме прашаат, јас сакам да се запишам таму некој смер без математика и да, имаме правен техничар во кој 2 години има само математика. И професорите се посветени и математика ќе се научи доволно за да имаме добар успех и да ги поминиме годините. Добро, тоа е сепак еден предмет математика. Јас верувам дека со посветеност и математиката би се совладала, бидејќи во средно се учи и математика која што е потребна за таа возраст и јас верувам дека не треба тоа да биде пречка за запишувањето. Математиката на сите ни била некогаш вака недостижна. Меѓутоа, јас сакам тука да се надоврзам.
Во поглед на математиката, во прва и во втора година учениците учат математика општо на фактички еден вид на проширување и повторување од она што го изучиле во основното образование. Нашето училиште, за разлика од гимназиското образование, учи математика која што е за економисти. И е таа менлива, така, и таа математика е, не да речам полесна, ама поинтересна. Тука станува збор за пресметување на каматни стапки, пресметување на ануитети, отплати, амортизациони планови, прогресиите ги изучуваат, значи во четврта година. Сепак таа математика се разликува од математиката која што ја изучуваат во гимназиското образование и не е толку тешка и страшна дека не може да се совлада, доколку ученикот е посветен, следи на часовите и не само да рече јас се откажувам, не можам да го научам, таа математика е интересна и може лесно и брзо да се совлада. Тука секако се професорите за да можат да допринесат учениците да ја сватат математиката, а во прва и втора година реков е општа математика која што ја изучувале во претходното образование, 7, 8, 9 оделение и не е ништо ново и страшно, не е нешто што не може да се совлада и да немаат доволно познавање од основното образование, сепак тука се професорите што посветуваат внимание да се повтори делот кој што му е пропуштен учениците за да може да се совлада тој материјал. Инаку Александра би можела да каже нешто повеќе. Нашето училиште е вклучено во проектот на со Junior Achievement, имаме ученичка компанија. Таа ученичка компанија е составена од ученици од различни класови. Тие формираат, почнувајќи од идеја до бизнис, учествуваат на надпреварите кои што ги се организирани од Junior Achievement под покровителство на Фондот за иновации и технолошки развој. Значи, потоа полагаат сертификат за предприемништво или тоа е европски сертификат за предприемништво. Сите тие кои што го совладале материјалот во таа ученичка компанија имаат рокови определени кога можат да полагаат, значи тие се електронски полагањата и потоа добиваат таков сертификат кој што секако ќе му ги отвори вратите не само во домашните компании, туку и во странските компании. Да, кажи ни за тоа како работите, која е поставката, има ли награда некоја од тој дел? Вака, има групи од 5 до 10 деца, имаме ментор даден од Junior Achievement, кој ни помага ние да создадеме еден бизнис, иновативен бизнис кој во нашата држава е малку застапен или па иш го нема. И ние имаме определено време за создавање на бизнис план во кој има финансиски дел, има дел за маркетинг, за менеджмент и по презентација на нашиот бизнис добиваме од одредени прашања од комисијата која е поставена и затоа се одбираат 3 најдобри бизнис идеи и наградите се најчесто дипломи, што се многу важни, и некои потребни работите на училиште, ранци за лаптопи. Ама тука во училиштето се вклучени можеби и сите сектори кои што ги имате. Да. Ви треба и правна служба тука за добар бизнис, ви треба и претпоставувам и економисти, социјален маркетинг и така натаму, нели? Вклучени се сите оние струки кои што ги имате. Што ново измисливте? Ајде кажи ни некоја идеја за да можеме да ја примениме. И да заработиме. Пред Што имаме? 2 месеци добивме второ место. Да? Мислам, надпреварот беше во нашето училиште и имавме 3 награди од нашето училиште. Мојата беше втора награда за биоразградливи чини и алатки за јадење. Прибор за јадење, да. Така, еколошко, примерливо, практично, како нема на пазарот на трудот се уште. Да, дали се сеќаваш на првата награда, идејата која беше за бизнис, тоа беше нешто со поврзано со полначи за електронските, за телефоните, мобилните телефони, и тоа на сончева енергија. Значи идејата беше така. А Кире ќе го промовира на социјалните мрежи. Да. За крај вака уште Кире, тебе ќе те прашам, те прашуваат ли тебе некој од деветоделенците како е кај вас на училиште, има ли шанса некој да го посака она што ти го работиш, односно што го учиш, да може да биде еве твој соученик во средното општинско училиште?
на светот. Да, така, има повеќе ученици кои ми се обратиле за дали да се запишат во економското училиште. Мојот одговор е секогаш да, бидејќи нашето училиште нуди секакви смерови, одлична програма, одлични професори и ги советувам сите полуматуранти, ако се двоумат, да ме послушаат, да ми веруваат дека стварно економското училиште е најдобар избор. Се разбира, струката е многу важна, стручното образование е многу важно, бидејќи на старт, веќе со средно завршено, вие имате занает применлив на пазарот на трудот, нели? А потоа, се разбира, имате и можности тука и во Прилеп да го приложите образованието, бидејќи имаме токму и факултетско образование за вашите струки. И верувам дека е полн погодок, ако сакаат учениците, она што рековте, да бидат баш луѓе кои што во единаки работат во фирми и да се вклучат во пазарот на трудот веќе стручно обучени. На крај само, Билјана, јас би те замолила да ни кажеш, бидејќи зборувавме за можноста дека учениците можат и во хартиена форма да дојдат утре и други ден да ги донесат своите документи, бидејќи да, сме дигитално општество, но не секој има можност да скенира, па малку има верзија во тоа дали ќе бидам примен, дали точно сум кликнал и сум се запишал во тоа училиште, значи има можност што треба учениците од документи страна да носат, не дека тоа не е непознато, само да повторим. Сите ученици кои што сакаат да се запишат во нашето училиште, со себе нека ги понесат свидетелствата од 6, 7, 8 и 9 оделение и нека си донесат извод од матичната книга на родените. Значи тоа се тие документи кои што се неопходни за упис во нашето училиште. Секако тука станува збори за награди, доколку ученикот во текот на основното образование има освоено некакви награди, дипломи и тие би било пожелно да ги донеси. Сите тие документи ќе ги скенираме, ќе ги прикачиме на страната со помош наша. Нема потреба да стравуваат дека нешто ќе сгрешат или некаде нешто погрешно ќе кликна. Еве ги повикувам сите родители на полуматурантите и сите полуматуранти, доколку се уште немаат донесена одлука, нека ја донесат одлуката, нека направат правилен избор, нека го изберат средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу, училиште за иднината, значи училиште кое што нуди многу занимања, многу професии, училиште кои што ќе добијат учениците знаења, каде што ќе можат да се применат, реков, во сите сфери на општественото живење и работење, не само во нашата држава, туку со сертификатите овие кои што ги нудиме и имаат можност учениците да се стекнат, да аплицираат и во некоја странска компанија, па дигиталниот маркетинг онлайн можат да работат од дома, бидејќи не ни е целта ние да си ги пратиме децата да ни одат во странство, сепак преку компјутер да можат да обавуваат некаква работа и од дома. Еве јас само би кажала, во минатата недела имаше прослава на 10 годишнина, па некои од нашите претходни ученици пред 10 години кажаа, се пофалија дека иако се тука, сепак работат како деловни секретари, маркетинг агенти за некои странски компании онлайн преку својот компјутер. Значи не треба воопшто да стравуваат, нека дојдат, нека се стекнат со знаењата кои што му ги нудиме и секако потоа нека бараат работа. Ова дека не завршува дискусијата, говори дека вие имате уште многу да зборувате за средното општинско училиште, но еве нема да му одземаме многу време на нашите слушатели и оние кои што не гледаат на Facebook. Вие повторно ќе ни видите во некоја друга прилика гости. Јас се надевам дека од септември во континуитет ќе зборуваме за сите активности и можности што ги нуди средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу, вклучувајќи ученици и професори и така би се запознаеле во текот на целата година со вашите активности. Јас ви благодарам што ни бевте гости и се надевам дека го привлековме вниманието на оние кои што се уште се определуваат каде и како да ги запишат своите деца или пак учениците од 9 оделенци кои што се уште се двоумат каде да се запишат. Се надевам дека утре ќе дојдат многу ученици во вашето училиште, ние ќе бидеме тука за ваша промоција и за информирање за сето она што се случува во вашето училиште со цел да им го доближиме на нашите слушатели и гледачи. Те наш благодарам што ни бевте гости. Ви благодарим и ние што не поканивте и не дел од вашето студио денески. Имаме можност да го презентираме нашето училиште пред вашите слушатели.
слушателите на Радио Бел. А секако дека ова што го кажавме за нашето училиште е само еден мал дел. Има многу што да се зборува, меѓутоа како што кажавте во наредна прилика од септември ќе зборуваме, ќе донесеме и повеќе ученици и тие да ги кажат нивните искуства, знаење, се што настекнале во текот на нивното школување во нашето училиште. Ви благодарам уште еднаш.